Ви благодарам, почитувана председателка на комисијата, на законодавно-правната комисија. Побарав збор во врска со амандманот кој што се однесува на упатувањето, односно на одлуката за испраќање на припадник на армијата на Република Македонија за учество во меѓународната операција на Европската унија Алтеа во Босна и Херцеговина, кој се извинувам. Во ред, ќе зборувам, еве да не одземам по тоа време и простор, ќе зборувам и за вториот амандман кој што ќе биде однесен. Ќе ми дозволите да искористам можноста за да не се јавам дополнително. Ако се сеќавате на пленарната седница која што се одвиваше пред околу недела дена, во доцните вечерни часови се отвори оваа точка за донесување на одлука за упатување, односно испраќање на припадник на армијата на Република Македонија за учество во меѓународната операција на Европската унија Алтеа и специјалната, односно меѓународната операција на Европската унија ЕУТМР во Централно Африканската Република. Сега ќе зборувам за двата амандмана, односно за постапката на која што ние како пратеници на опозицијата доцна во вечерните часови на пленарната седница реагиравме дека се работи за војници кои што се испратени, кои што се наоѓаат веќе на мисија, кои што не се покриени со одлука. Исто ово го искажавме на оваа пленарна седница, но сепак министерката за одбрана тогаш не убедуваше дека се е во ред и дека едноставно правно е покриена таа мисија и дека нема ништо спорно, иако укажувавме дека токму треба да се направи ова што денеска вие го барате, односно со поднесување на овој комисиски амандман, односно да се заменат зборовите на мисијата од јуни до декември 2022 година со зборовите од јули 2022 година до јануари 2023 година. Значи имаме војници кои што се на мисија, а кои што не се покриени правно со одлука. И се е во ред и нормално дека секој нормален во држава нема да има ништо против да една мисија која што е официјално испратена во како од страна на Македонија како земја членка партнер на НАТО да биде покриена правно, законски, затоа што се работи сепак за луѓе кои што исполнуваат воени операции во странски држави во согласно со правилата на НАТО и нормално дека е во ред да биде така, но не е во ред она што цела ноќ не убедуваше министерката за одбрана дека се е во ред со оваа мисија и дека е покриена со одлука. Значи, денеска со поднесувањето на овој комисиски амандман се докажува дека она што го зборувавме на пленарната седница во врска со мисијата било во согласно со законот, дека Министерството за одбрана, поточно Министерката за одбрана, направила пропуст со тоа што правно не ја покрила мисијата со формално правна одлука, со која што војниците и формално правно ќе ги исполнуваат условите, односно ќе можат да влезат во тој да имаат своји права и своји обврски и од работен однос, па и од мисијата. И тука ќе се навратам морам да се навратам на она што се случи пред 2 дена во истата оваа сала и кога се јавив за збор во врска со Законот за дополнување на Законот за работни односи и каде што лично побарав од вас, почитувана председателке, законодавно-правната комисија да си биде на висината на задачата која што ја дадена согласно деловникот за работа, да законодавно-правната комисија да ги искористи механизмите и да не дозволува Законот за дополнување на работни односи со што неуставно и незаконски,
се направи обид да се продолжи стажот на суди и обвинители, иако знаеме дека стажот на овие суди и обвинители требаше да биде продолжен со лек специалис, односно со закон за суди и јавни обвинители. Тука е денеска и почитуваниот министер Тупанчевски за правда, кој што даде изјава која што ја слушна во текот на вчерашниот ден, каде што кажа дека има уште една можност да се продолжи мандатот на судиите, затоа што седницата била прекината. Таа можност, според мене, ќе завршам со овој дел, само сакам да се осврнам на... дека имаме друга точка на дневен ред. Немам намера да одговлекувам почитувана председател, само сакав да укажам повеќе на јавноста, затоа што сепак ние сме тука за граѓаните на Република Македонија, кои што ни даваат поддршка и гласаат за нас, за да ги застапуваме нивните интереси, дека Законодавно-правната комисија не е само комисија која што треба да минува закони и законски решенија, односно Законодавно-правната комисија е комисија која што навистина е последниот филтер низ кој што треба да поминат законските решенија и доколку не се усогласени со постапката, со законот, со уставот, треба да бидат вратени назад. Мене ми е мило што денеска поднесовте комисиски амандман со кој што на еден начин ќе го уредите престојот на војниците во мисиите Алтеа во Босна и Херцеговина и мисијата ЕУТМ РЦА во Централно Африканската република. А уште повеќе ми е драго што вистината испловува секогаш на површина и дека со лаги и со манипулации не може да се владее, и не може ни да се живее. Така да, еве денеска е уште еден доказ дека кога опозицијата е конструктивна и кога опозицијата работи, добива од ваша страна за жал негација, односно дека не работи и дека го блокира собранието. Значи, кога имаме предлози кои што се конструктивни, треба да бидат сослушани, треба да бидат земени во предвид и прифатени. Еве тоа се случува денеска на оваа комисија со која што поднесовте комисиски амандмани. Благодарам.